Ќе напоменаме нешто за мајмунските сипаници, со оглед на тоа дека минатата недела за прв пат беа потврдени во Македонија кај 2 лица. Иако не се толку опасни, сепак експертите предупредуваат на огромна внимателност. Ово утро заедно со нас е доктор Гордана Буцевска-Атанасова. Да ја посакаме добро утро, убав работен ден оваа недела. Еве, мајмунските сипаници, за жал, се потврдија кај двајца пациенти минатата недела на 22. Едниот е хоспитализиран на клиниката за инфективни болести, а другиот се лечи во домашни услови. Сега сипанициве се појавуваат во Централна и во Западна Африка, кај нас се овие два случаи. Не постои никаква можност да се пренесуваат толку лесно, значи треба близок, подолготраен контакт со лицето што е заболено. Најчесто се пренесуваат од тие крусти, ранички што се јавуваат од самиот осип. Долготраен контакт, значи може од самото прскање, постелината, близок контакт, значи може исто да се пренесуваат, тие се вирусно заболување, исто и долготраен контакт може преку кивање, кашлање да се пренесе, меѓутоа простор за паника нема. Како и иста група на причинител вариола вера, тие што се постарите генерации, во кои спаѓам и јас, сум била дете, 72 година, во поранешна СФРЈ, се сите вакцинирани против вариола вера и се смета дека е ист причинител, резервоар се некои мајмуни, меѓутоа 2024 година има прогласено Светска здравствена организација епидемија, така да еве доаѓаат и кај нас, што е и во очекување, меѓутоа во епидемиолошката анкета од двата пациенти не се навидува дека биле во странство и дека се дали се информациите точни, меѓутоа сепак имаме место за паника нема. Фамилијата на пациентот што е хоспитализиран на инфективна клиника се во изолација и се следат. Инаку симптомите секако кај сите сипаници, значи покачена температура, малаксалост, треска, болки во мускулите и во зглоболивите, болки во грбот, може да имаат и болки во грлото, значи се јавува осип кој што почнува од главата, вратот и се спушта на трупот, значи може да има и на дланките и на стапалата. Инкубацијата е некаде околу 20 на дена. Се смета дека за 2 до 4 недели треба да се изгуба, значи е заразен додека има осип по кожата кои што се јавуваат како мали ранички, па се прават како пустулки кои што се исполнети со една заматена течност. Значи пациентот кој што е болен треба да остане во дома, во изолација, чиста постелнина, да се изолира од другите, значи да носи маска и да ги чисти раните, односно да не ги чеша, затоа што со самото чешање прскаат и може да се заразат и другите. Меѓутоа треба подолготраен контакт, значи со заболено лице, така да можност за ширење за некои епидемиски размери нема. Се лекува симптоматски, значи антипиретици за покачена температура, витамини, витамин С, Б комплекс, полесна исхрана и одмор и за 2 до 4 недели додека се изгубат, да не се чепкаат самите пустули што се излезени по кожата, за евентуално да не се направи некоја супер инфекција бактериска и би требале да поминат без никакви компликации. Секако секогаш лицата со хронични заболувања, лицата што се болни од диабет или тие што се од ХИВ, значи што имаат нешто компромитирано со имунитетот, може да се комплицира, како кај сите сипаници, да се јави бронхопнеумонија, меѓутоа во одредени ситуации кога имунитетот е компромитиран. Дали постои вакцина за мајмунските сипаници или само соодветна терапија? Само соодветна терапија, вакцина, евентуално вакцина што е за варичела, во нашава држава ја нема, меѓутоа место за паника нема. Значи тоа би било, ако се појават многу случаи, па нешто да се преземе. Се надевам дека на време е реагирано, докторот што ги прегледал, ги активирал сите Институтот за јавна здравје, инфективна клиника, кожна клиника,
така да ќе си помине со тие случаи, фамилиите се под надзор, ако нешто има ќе бидеме известени, така да место за паника нема. Варичелата, значи може диференцијално диагностички, варичелата ние имаме. Дечињата, постарите лица што не се доволно имунизирани од прележана варичела, херпес зостер, меѓутоа место за паника нема. Ке помине како и се што било, значи дел сме од светот, сепак не можеме да останеме изолирани. Еве и кај нас се појавија, јас прочитав некаде податок дека 2022 година во Кичево имал некој случај, меѓутоа не е потврден лабораториски. Значи овие се веќе потврдени случаи, што значи дека се присутни во нашата земја. Ова се официјални податоци годинава дека имаме кај две лица. Да. Пред самиот крај сакам да напоменеме со оглед на тоа дека кажавме нешто повеќе за симптомите, што се имено мајмунските сипаници. Пред самиот крај кратко, дали доколку направиме, односно може да се направи споредба помеѓу возрастен и дете, доколку ги има мајмунските сипаници, дали потешко бија прележале возрастните заразени? Секако, и овие сипаници што ни се појавуваат, децата многу полесно ги поминуваат, со полесна клиничка слика, побрзо закрепнуваат, меѓутоа ако се појави и кај возрасен, нашите здравствени власти се спремни, организирани, се надевам дека нема да имаме никаков проблем, а место за паника нема, не се смртоносни, стапката за смртност е некаде околу 3%, така да ќе помине како и се друго што се појавило. Благодарам многу за одвоеното време, навистина ми беше драго за овој разговор и за овие информации кои што можевме да ги споделиме со нашите гледачи. Убаво е да се напомене пред самиот крај дека мајмунските сипаници за прв пат се појавуваат во 1958 година во Централна и Западна Африка и уште еднаш се разбира, ќе го напоменеме најважното дека нема простор за паника и дека се разбира доколку дојде до ваква ситуација треба огромна внимателност и консултација со медицинско лице.